Денеска поставуваме нови стандарди, денеска покажуваме дека Карпош умее во инвестициите и правиме се за подобра иднина на нашите пред се најмлади сограѓани. Значи во Влае повеќенаменска спортска сала, негде на 1400 метри квадратни предвидена да се изгради со капацитет на гледачи од некои 400 луѓе. Салата, како што кажав, е повеќенаменска, ќе биде градена по сите европски нормативи, ги прати стандардите на сите меѓународни спортски федерации. Овој тип на објекти помага на локалната самоуправа за организирање на спортски настани, на надпреварување со кои ќе се оплемени и локалното живење. Благодарност до премиерот и министерството што еве во еден краток рок почнуваме во јануари отпочна работите на спортскиот објект, а планираме негде крајот на мај веќе да завршат, така да салата ќе биде пуштена во употреба. Општина Карпош има ново раководство кое очигледно покажува дека образованието ќе биде еден од приоритетите на ова раководство. Вложува во образованието, како што можете да видите позади, почнуваме со една спортска сала. Министерството продолжува да ги поддржува сите проекти како од повикот на владата за инфраструктурни промени во општините, така и со своји проекти. Ова училиште Димо Хаџидимов од март месец ќе добие уште 7 училници, всушност ќе почне изградбата на 7 училници во правец на одржување на едносменска настава и целодневна настава. Заеднички продолжуваме со градежната офанзива и како што веќе кажуваме, и уште едно училиште во општината Петар Попарсов ќе добие дополнителни училници за да може да се спроведува едносменска и целодневна настава. Би сакал да изразам задоволство што овој објект добива своја физиономија. Беше заглавена процедурата, беше заглавена изградбата и проектот самиот по себе, но еве гледате за колку кратко време, за можеби недела до 2, веќе полека почнува да се извишува и тоа е добро. Добро е затоа што е дел од образовниот процес. Добро е што жителите на овој дел од градот ќе можат да ја користат ова спортска сала, но она кое што е најважно, учениците од Димо Хаџидимов основното училиште ќе може да добијат современ спортски објект, каде што ќе може да се надпреваруваат во кошарка, во ракомет и во други спортови. Геометријата на самиот објект одговара на барањата и потребите на врвните федерации, така што тоа е посебно што треба да се истакне за овој објект. Ја му честитам на градоначалникот за успешно завршените подготвителни активности. Сега останува на компанијата изведувач да се заблагодарам на администрацијата, на советниците, на пратеникот од Карпош кои што работат секојдневно за да овие проекти кои што дел од нив се во некоја полуформа добијат физиономија, добијат форма и во рокот да бидат завршени. Ние како влада ќе продолжиме да поддржуваме ваков тип на проекти, затоа што едината е во најмладите, едината е во децата, образованието на децата ни е најважно и така и ќе се однесуваме во годините кои што следат.